Добар ден, малце како да сум се затнала. Тоа е имунитетот за мера, разболвање еднаш на 100 години и кога? Тогаш кога ќе не треба, кога ќе е трудна жена. Па ите ти му велиш избркај в студио да не седам таму, не, јас ќе те гледам. Чајче, мајче, се што треба. Тема брдање. А знаеш што ти е така? Ти почнав да зборам за овие бомбона бизнисите. Тие ми имат настина, тој имат грип фрлено на антигрип, кога кажуваш да го приказни да дојш ние да те лечи. Не идам бате, сам ќе се излечи. Со чајче природно планинско берено на му мајчини душици и така натаму. За да душа луѓето обично кои се разболат не ни одат на работа. Ама знаеш како? Кој те праша? Не за џабе рекле тешко е приватното, бате. Зато сите државно сака. Бомбона бизнис. Туку дај да пуштиме шпицата сега си го почнеме главе. Ајде бате, пуште. Се спомнавме дека бомбона бизнис се алиштата на дете. Кај ги олипол се дупло поскапи од за возрастните, па и ги одрастуваат за едно време, так некој месец, ајде бате ново да купи. Зато порано што праја луѓето, ќе купи 6 броја поголем, да го носиш од прво одделение до факултетот нам. Никако море. Тоа треба да траи. Дуксерката од прво второ одделение, кој ќе ош на факултет уште да носиш макар како крпче. Ама добро, душа порано ги праја работите да траат, овие денешните се направени така да го клајш еднаш два пати да си купиш ново, му врви трендот. Помнав исто така дека и кревечината и количките се бомбона бизнис. И роден ден, и пораѓа и све. Значи се што е врзано со дечиња е бомбона бизнис. Дури нешто просто и едноставно како корито за кап. Корито бе. Знаеш што е корито пластично онакво едно заоблено кај што треба капиш детето. И порано кај што переле алишта кога немало машини за се живо. Такво корито, никакво едно корито, ништо. Кошта ѓаолипол да земиш денес. Мислам има на пазар поевтин. Како ти од на пазар да се купи да не е модерно? То треба модерно да е. Што е модерноста во коритото, ќе го направат сега да се сплескува вака. За не фаќа многу простор овецето, пошто сите кои прават сега згради, куќи до душа ни нормалните простори не ги прават нормални, поќе цело е со стуво и низнатри така натаму, ама друга тема е таа. Битно за нуждиците остават тоцку простор вака, ако може да се поднаведниш, да клекниш, да влезеш се тука да биде. Зато сега за коритата да не зафаќат многу место, ти порано ги фрлале во дворо, сега не смеш да фрлиш, што не е модерно. И направиме коритата да се сплескува. И тоа кога ќе се сплеска истото пластиче со едно гумче таму за може да се сплеска. Кошта 6 пати поќе од обично корито. Рома, знаеш како? Кој те праша бе? Саш модерен да видиш. Жена ти ќе го бенди за тоа што се сплескува, поќе ќе го бенди. И што викаш кој ќе го купиш? Тоа обичното корито што можеш и за малтери за све да го користиш или ќе го купиш ова што се сплескува што ќе ти се расипи за едно време и ќе ти го одрасти детето. Тоа е бе бате. Бомбона бизнис. Имаше таму во коментарите кој има ќе си купува. Демек ако можеш купи се во ред ќе си купи. Ама зошто? Има многу пологични практични решенија, ама не. Тие не се модерни. Колку бомбона бизнис има од то пуста мода излезено, тоа е чудо некој. Исто така знаеш што е бомбона бизнис кој се бебиња го праша? Гнездо. Да, убаво ме слушна. Гнездо. Знаеш што е гнездо? Сунгерче е вака 2 сантиметри, ме пратиш? И околу него вака обвиено, знаеш што? Сунгерче или футер ако е поевтино, не е битно. И едно чаршавче навлага преку тој и тоа е гнездо. Ти малце има троседи, двоседи, крпчиња што можеш да ги клаиш, перници што можеш да ги клаиш и чуда, меки работи ентон, малце се тие. Треба да земиш едно гнездо. Оти да не избега бебето не. Добро. Исто така тие што ги рековме околу што се гнездото, такви има и посебни. За кој си купиш креветче, заградено од сите страни, пак такво да си клаиш за секој случај. Да не стани бебето 2 месеци, а речи бегам јас, да стани да избега. Значи покрај оградата на кревето, ограда купи. Ај бомбона бизнис. Знаеш што ти е модерн. И берикјаче за такви работи модерни и да не фати нешто забегано да биде модерно што ништо не ме чуди, па да почнат глупости да купуват луѓето, ти кога ќе се во таква ситуација луѓето кога ќе чекуваат некоја таква убава вест, кога ќе иди дете, радост, она толку ги мават хормоните во збудата што и да му понудиш ќе купат. Се што треба е на TikTok да го види негде или некој да го има купено готово. Ти како некој таму еди кој си ќе го има, ти ќе го немаш, нема шанса. Исто така бомбона бизнис лично на то гнездото е подлога за преслеквање. Мање више истиот принцип е долу сунгерче, отстрана сунгерчиња, са модерната страна нема што ти оттаму ќе го клаваш, ќе го преслекваш. Демек за може да го клаваш да го извеш, ти не го клаваш од озгора бебе. И сунгерчињата, меки си се, таа си ја клаваш на некоја наткасна или на некој плакар или на нешто, не знам како се вика, ти е на фиокар некоја, клаваш од озгора и земаш бебето на фиокаро го преслек. Оти малце имаш кревети, троседи, двоседи, имаш онакви што не пропуштат да си клаиш од оздола, све имаш. Ти не ќе купиш таква за преслеквање на бебето и над фиокаро ќе ја клаиш, оти над фиокаро мора се преслеква бебето. Тоа го имаме на некој филм видено некаде и сега над фиокаро бебето се преслеква. Боже, му било гајле порано внива она му негде барале гнездо или фиокар за да го
лајто одозгора преслечи бебето, ама да, на крајот на денот, кој те прави? Исто така многу популарна работа е на пример релаксатор. Значи ќе си земиш релаксатор, ќе го клаиш вака, ќе прицниш што вака ќе му игра релаксаторот, ќе го мешаме, сваќаш, ќе му прави да се релаксира бебето. Абе една грешка да нема. Знаеш кој ќе го изрелаксира бебето тој релаксаторот? О, каква релаксација ќе му направи, тоа е чудо некој. Да ми речиш ќе те релаксира тебе малце што ќе го пуштиш вака ќе ти олават рацете, то да, то можда. Ама беблак ко беблак сите бебиња сакат враце да бидат негде и то не да си седнат, да си простум, да шеташ, да тарашваш цело време, неќат да си седнат или да го клаиш него вака да му прави нешто. Чингрлака джигица тој релаксатор. Арно, пусто модерно. Јас да сум преќе му купам релаксатор на жената, на цела мака што ќе јај да се релаксира на нешто мало. Беблако релаксатор му треба му е гајлена беблак. Релакс му е животот цел. Сакам јадење, сакам да крениш, те што треба е сирената да ја пушти толку. Си го изрелаксираш, ќе си го нахраниш убајна живот. Тешко на мајка му, ама добро. Како реков, кој ме праша? Едино нешто што можда не е бомбона бизнис кој се работи за дечиња и за бебиња, се пелените. Значи ако размислиш дека порано ги завиткувале со обични крпчиња што се вика, па треба пери, па ова, па она, пака пелената клај му ја, изваја фрлија, избриши го клај другата. Завршена работа. Освен ако така сакаш малце да заштедиш да речиме на некој начин, па да протечи од некоја страна. Ето аш ки имаш малце поке за чистење, нема ништо страшно. То човечето од тебе има излезено твое, исто го сам да си се бриши. А па да не правиме муаве колку бомбона бизнис е козметика. Сам таа општо е бизнис и за жени и за се живо, ама кој се работи за дечиња, кој се работи за природно, тука вате то природно зборчето или еко. Тука колку бомбона се прави бизнисот, тоа е чудо некој. Чи тие компаниите можат истиот производ комплетно го продават и за возрастни и за деца. И се што треба напрате кај децата пишат дека е за деца, дека е природно, еко нешто. Комотно можат да наплатат дупло повеќе. Пошто ние појма ќе немаме дали е едното еко, дали е другото еко или не. Се ќе речиш има регулации, има закони, да, добро има. Исто така има и за исхраната такви регулации и закони. Можеш ти да знаеш што јади, можеш да знаеш дали некој од нив е во право или не, можеш да го испиташ. И патем исто така да прашам, пошто сосема случајно козметиката, исхраната и лекоите се една индустрија комплет, заедно се сите тие компаниите, пошто сакал или некел поврзани со исхраната, со здравјето, со козметиката и со лекоите. И така сосем случајно тие најголемите компании исти ги поседуваат сите тие пазари, пошто имате на таква моќ да речеме од невидени размери, мислиш дека немат моќ да си одобрат се што сакат да си одобрат? Де пример велиме вак, чисто информативно. Деќа да зборам да не се дозатнам уште толку кузен што ќе ми турат во пијачка. Сам да речам не значи дека тоа што го пиши е стварно тоа што го има во нешто. Тоа треба да биде регулирано и така натаму. Обично истите компании што ги прат работите, се истите компании што ја контролираат и исхраната и козметиката и кој што напишал за козметиката и одобрувањето и така натаму. Иако нас ни личи дека не се, ама знаеш како? На крајот на денот кој те праши? Мислам дека доста е за денес. Вака коза настина човек мислам дека таман. Вие останете си на нашата програма кај што другите се надевам дека не ги има фатено никаков вирус, бактерија, грил, шо и да е ова што фаќа. А со мене се гледаме наредна епизода. Сакале ви или не? Поздрав и имајте убав ден.